Здраво на сите, дојдовте на каналот Кладилница анализи и типови. Денеска сме понеделник, 23 октомври. Еве не уште еден подкаст. Денеска за вас одбрав 5 надпревари кои што можете да си ги типувате. Па започнуваме со надпреварот во Данската Суперлига. На програмата е 12-та рунда, каде што се среќаваат екипите на Одензе и Мидтјylland. Одензе е 10 со 11 бодови, додека пак Мидтјylland е 5 со 18. Мој тип за овој надпревар би бил гол-гол. Во Турската Суперлига од 19 часот се игра еден надпревар, каде што се среќаваат екипите на Трабзонспор и Аланијаспор. Трабзонспор е 7 со 12 бодови. Аланијаспор се наоѓа на 11-то место со 10. Ова е рунда 9 во Турската лига. Мој тип за овој надпревар би бил 3+. Во Шведската лига од 19:10 часот во 27-та рунда, 27-то коло, е дуелот помеѓу Елсборг и АИК Стокхолм. Значи Елсборг е прв со 57 освоени бодови, додека АИК на 11-то со 31. АИК не е безбеден се уште, значи може и да испадне. Мој тип за овој надпревар мислам дека ќе биде отворен и 3+. Се селиме во серија А, каде што е на програмата 9-то коло, се среќаваат екипите на Фиорентина и Емполи. Фиорентина оваа сезона игра доста ефикасно, се наоѓа на 4-то место со 17 бодови. На 8 надпревари има дадено 18, а примено 11 погодоци, додека пак Емполи е најнеефикасната екипа во серија А, се наоѓа на 18-то место, има 4 бодови и само еден даден и 16 примени погодока. Мој тип за овој надпревар бил тим 1-2+. И во последниот надпревар во Премиер лигата од 9-та рунда од 21 часот се среќаваат екипите на Тотенхем и Фулам. Тотенхем со доведувањето на Медисон оваа сезона добро игра, се наоѓа на првото место и е лидер, одамна го немаме виден на првото место. Има 20 бодови, додека пак екипата на Фулам се наоѓа на 12-то место и има 11 бодови. Мој тип за овој надпревар би бил единица. Ако имате вие некои типови, можете да ги споделите со нас, да ги пишете во коментар. Ова беше се за денешниот подкаст. Ставете лайк, ставете сабскрајб. Поздрав и се најдобро.